Тешка е битката на Јасмина Спасова од Куманово да му обезбеди поквалитетен живот на својот 17 годишен син Владимир, кој има дијагноза церебрална парализа. Јасмина не работи со години, бидејќи секојдневно му е потребна на Владимир. Од државата добиваат само 4300 денари, средства кои, како што вели, не се доволни за лекови и храна за неколку дена, а не пак за еден месец. Секојдневниот живот со ваквите деца е многу тежок. Значи, прво да му се посвети големо внимание на детето. Обврските се големи, на сабајле да го облечеш, да го нахраниш, само не може ништо, да го ставиш во колица, да го средиш се, како здраво дете и ова треба да се среди се, со миксирана храна сме, и нон-стоп треба да си со него, 24 часа треба да си со него. Јасмина раскажува дека со помош на незината мајка едва и некако го преместуваат Владимир во кревет за спиење или пак го изнесуваат надвор на чист воздух. Татко му многу ретко е тука затоа што работи, дојде навечер целиот изморен, мора да работи. Јас не можам да работам, тој мора да работи за да, што се вика, да преживееме, за плата. Еве, мајка ми помага, пример, па и таа има обврски, пример, жена во години, лекови пие и она не може се да ми помага. Го изнесеме тука во двор, некогаш го прошетаме, али не е тоа што треба. Оваа мајка покрај Владимир има уште 2 деца. Вели дека неговата здравствена состојба влијае врз животот на целото семејство, но и покрај тоа таа не размислува својот син да го даде во завод за рехабилитација. Туку се надева дека наскоро ќе се отвори уште еден дневен центар во Куманово во кој што Владимир би поминувал неколку часа дневно.